А веќе нашиот колега Михајло Донев е подготвен да го реализира и своето второ линковско вклучување. Овој пат од јавното предпријатие Водовод и канализација, а темата на вклучувањето, односно темата на разговор ќе биде одржување на канализацијските мрежи. Михајло Донев разговара со Борче Георгиевски, така што Михајло, добро утро по втор пат и повели со разговорот. Така, добро утро по втор пат, Симона. Како што кажа и ти во најавата, се наоѓаме во управната зграда на предпријатието Водовод и канализација, каде што во наредните минути ќе дискутираме за тоа колку е значајно да се одржуваат канализацијските мрежи и секако оние главни канализацијски линии, како тече начинот на нивното чистење и колку е важно истите редовно да се одржуваат. На оваа тема утрово ќе разговарам со Борче Георгиев, представник од одделението канализации при Водовод и канализации. Господине Георгиев, добро утро и ви благодарам што сте дел од емисијата Македонија на утро. Добро утро, ви благодарам и вам. Така, како прво прашање кое што се наметнува на оваа тема, би сакал да ви го поставаме, кои се најголемите предизвици со кои се соочуваат вработените при чистење на канализацијските одводи во Скопје, особено ова прашање се наметнува во зимскиот период или во период на интензивни врнежи од дожд? Чистењето на канализационите линии тековно се одвива секојдневно преку целата година, независно која годишно доба е, и чистењето повеќе е рачно. Зборувам за чистењето на сливниците, како и шахтите. Нормално работиме, чистиме и со цистерни притисок, со цистерни вакуум. Меѓутоа, рачното чистење доведува до физичка активност, нели, чистење со лопати, да речеме, или кога се чистат сливниците со лопати, кога се чистат шахтите. Работниците влегуваат во шахтите, ги црпат фекалиите, оние кои што прават проблем во шахтите и во линијата, и тие ги црпат со фангли, со кофи, и тоа е малку непријатно. Сепак има, нели, непријатни гасови, па можеби и штетни гасови, и сето тоа предизвикува, да речеме, проблем и непријатност во работењето. А кога се интензивните дождови, нели, ние канализацијските линии мораме да ги оспособуваме да бидат континуирано проводни, зборувам за цевките канализациони, но кога се интензивните дождови, па и снеговите, врз сливниците се нанесува ѓубре, повеќе од паднатите лисја, нели, и тоа предизвикува до моментално поплавување, со тоа што тогаш работниците морат и на дождот, нели, со опрема, со кабаници да излезат и да го расчистат ѓубрето врз сливниците, за да може сливникот да абсорбира, да абсорбира атмосферската вода, инаку, нели, настануваат вирови, поплави и така натаму и така натаму. Така, кога сме кај главните канализацијски линии, колку често се врши одржување на истите и колку време е потребно да се интервенира по поголеми затнувања на стегниците или пак во случај на поплави? Па како што кажав, значи секојдневно се чистат линиите и шахтите и сливниците. Сега видите, ние имаме канализациона линија во градот Скопје, негде околу 1070-1080 километри канализациона линија во градот Скопје. Имаме околу 50.000 шахти, околу 20.000 сливници и сето тоа да се исчисти, односно да се помине во текот на годината, нели тоа е многу работа со оглед на тоа со колку работници располагаме, и затоа тоа чистење се врши, како што реков, секојдневно, меѓутоа секоја шахта или секој сливник доаѓа да се помине еднаш во 3 месеци. Значи сега тоа малку чудно доаѓа, пошто пак ја повторам бројката, станува збор за 50.000 градски канализациони шахти, кои што се во наше тековно одржување, 50.000 шахти и 20.000 сливници. Така да ние секојдневно дисперзно работиме, имаме пунктови низ градот, 19 пунктови има секторот канализација и секој пункт се одржува своја површина и отприлика чистењето е за работните денови, да речеме, колку што се 66 работни денови, за тие 3 месеца секоја улица, значи секој ден се чисти одредена улица. Така да таа е динамиката на работењето, а кога има, да речеме, големи затнувања, тогаш работи поголема екипа, рековме со цистерна притисок, со цистерна вакуум, нели со црево под притисок се отпушуваат канализационите линии, вадиме се и се што од линиите, и едно запушување може да се отпуши
сега да не речем и за 5 минути, нели? Но може и да трае со часови, 3 часа, 4 часа, 5 часа и така натаму и така. Зависи од тоа какво е запушувањето на канализационната линија. Токму тоа ми беше следното прашање, што најмногу фрлаат граѓаните, што најчесто наоѓате при чистењето на канализацијските одвори? Она што најде се наоѓа, видите, се може да се најде во канализационната линија, односно се она што, да речеме, во домаќинството, се она што може да влезе во WC шолјата, она што го има во купатилата, независно, различни пасти, сапунчиња или, не знам, кутивчиња, кои што случајно паѓаат во канализационната, во WC шолјата, но најголемиот проблем, тоа рековме случајно, тоа што ќе падне, меѓутоа најголемиот проблем го прават, да речеме, памперси, влошки и највеќе влажните марамчиња, кои што најчесто се употребуваат. Ние вадиме купишта, баш тој збор ќе го потребам, купишта влажни марамчиња од шахтите. Додека наоѓаме и во канализационните линии, ама тоа е веќе од намерно фрлање на разни тврди материјали, градежни материјали, па дури гуми автомобилски сме наоѓале, меѓутоа тоа е веќе намерно фрлано надвор во шахтите на оние места каде што не знам, граѓаните, тоа е веќе вандализам според мене, граѓаните, наместо да го фрлат тоа некаде каде што има далеку, да речеме, контейнерот или не знам што, употребуваат, отварат чакти и фрлат. Често се случува тоа, таквиот начин на фрлање? Па во околината се, точно во центарот на градот може би не, меѓутоа во околината да, често. Така. Добро, кога сме кај граѓаните, за крај да испратиме еден апел, еве веќе кажавме, меѓутоа, како тие да внимаваат, како да придонесат за одржување на канализацијските мрежи да бидат чисти, што можат тие да направат по ова прашање? Граѓаните се во случајот најбитни, нели? Ние често пати, да речеме, употребуваме така вакви апели да не се фрла ништо. Апсолутно ништо да не се фрла во WC шолјата, ниту пак во шахтите надворешни. Како што реков, нели, во надворешните шахти се случува да фрлаат, например, не знам, зелка, да речем стара зелка, останат и отварат и шахтите ги отварат и фрлаат. Мислам, тоа е веќе запушување на канализационната линија, затоа што линиите може да бидат од фи 150 до фи 1000, 1800 и така натаму колекторите. Апсолутно ништо да не се фрла, затоа што доаѓа до запушување, рековме, кое што секако трошок ќе им направи нив, да речеме во домаќинствата, кога ќе се запуши канализационната линија, кога ќе не повикаат, ние тоа го наплаќаме. Мислам, не моментално, туку на наредната сметка им доаѓа цената за отпушување со цистерна притисок или пак со сајла. Значи тоа граѓаните го плаќаат и затоа апелирам ништо апсолутно да не фрлаат, сето тоа пак им се враќа како нивни трошок и како проблем. Пред се проблемот, трошокот како трошок, да речеме, може би секој може да го поднесе, меѓутоа проблемот што ќе настане при запушување, знаете, оние моменти кога ви враќаат фекалии дома, тоа е непријатна ситуација и затоа апелот е апсолутно ништо да не фрлаат, затоа што тоа е за нивно добро. Така, веруваме дека граѓаните ги слушаат овие апели и благодарам многу за овој разговор, господин Георгиев, благодарам што бевте дел од Македонија на утро. Благодарам и вам. Така, тоа беше Борче Георгиев од одделението за канализации, пријавното предпријатие Водовод и канализации. Симона, овде се одјавувам од моето второ линковско вклучување, најавувам уште едно за 1 час од сега со нови интересни содржини. Секако благодариме за разговорот, се гледаме како што најави во блокот по 8 часот.